што всушност представува трговијата со луѓе и дали само жените се жртви на трговија со луѓе, како што често пати веруваме и ние самите, или мажите и децата може да бидат жртви на трговија со луѓе? Најголем број од жртвите кои што се идентификувани се деца на возраст од 13 до 17 години. Родителите будно да ги следат со кого комуницираат, како го користат интернетот и се разбира навремено да делуваат. Жртва на трговија со луѓе може да биде секој, без разлика на полот, без разлика на возраста, на социјалниот статус и така натаму. Не само жените и децата се жртви на трговија со луѓе, токму и мажите можат да бидат жртви на трговија со луѓе. Кога станува збор за трудовата експлоатација, голем број од жртвите кои што се трудово експлоатирани се токму од машки пол. Не само сексуалната експлоатација е дел од трговијата со луѓе. Целта на трговијата со луѓе може да биде и трудовата експлоатација, работа во различни сектори, како што е градежништвото, земјоделството, кожната индустрија, текстилната индустрија и така натаму. Сектори кои што се препознаени со слаби, каде што не доволно се почитуваат правата на работниците. Но исто така целта на трговија со луѓе може да биде питачењето, може да биде присила за извршување кривични дела, присилни бракови и така натаму. Различни начини на искористување на човековото тело и труд влегуваат во рамките на трговија со луѓе. На што најмногу треба да внимаваат за да не западнат во една ваква замка? Платите често кои што се нудат се нереални. Можат многу лесно да проверат дали таа е платата, реалната плата која што се дава во земјата на дестинација или пак тоа е само измама. Добро да внимаваат на договорот за вработување. Во него јасно да биде наведено што ќе работат, колку работни часа, дали имаат право на одмор, сместување и така натаму, се со цел да се заштитат. Јас би ги повикала граѓаните да се јават на SOS телефонската линија, која што ја раководи Отворена порта. Бројот е 0805 единици, бесплатна е за јавувачите, можат анонимно да се јават да побараат совет. Истото можат да го пријават и во Министерството за внатрешни работи, може да се пријави и во центарите за труд и социјална политика. Во текен кампањата Не се залетувај, која што ја промовирате вие како невладина организација, што представува оваа кампања и какви резултати очекувате да даде истата? Кампањата Не се залетувај е поттикната токму од потребата да се заштитат лицата, сите оние кои што бараат работа. Сите сме свесни за ситуацијата во нашата земја. Има голем број на лица кои што се невработени, кои што се наоѓаат во лоша економска состојба во моментот и многу лесно можат да бидат измамени и да пристапат токму на вакви повици за вработување, позади кои што можеби и да се крија трговија со луѓе. Ние не ја превенираме миграцијата, ние ги охрабруваме сите оние кои што сакаат да најдат соодветна работа за добра заработувачка, истото да го направат, меѓутоа многу да внимаваат. Да внимаваат кој го има објавено огласот, да се распрашаат за компанијата, дали некој претходно имал искуство со таа компанија, дали компанијата поседува лиценца за посредување за вработување во странство. Овие компании можат да ги најдат на Министерството за труд и социјална политика, објавена е листата на сите оние агенции кои што можат да вршат вакво вработување. Има ли успешни приказни? Успеваат ли со ваша помош жртвите на трговија со луѓе да се реинтегрираат во општеството и да се вратат во нормала, односно во секојдневниот живот? Голем дел од овие лица за време на процесот на трговија со луѓе биле исклучени од образовниот систем, пропуштиле години во образованието. Треба, многу е битно да се направат напори повторно да се вратат во образование. Меѓутоа, имајќи ги во предвид сите трауми со кои што се соочиле, овие лица навистина имаат потешкоти во совладување на материјалот. Неопходно е да има тутори кои што ќе работат и ќе им го леснуваат овој процес. Исто така, многу е битно образованието, бидејќи без образование понатаму не можат да најдат соодветно вработување кое што ќе им обезбеди соодветен живот. Неопходно е и да се врши исплата на надоместна штета на овие лица, кои што за жал се уште во реалност не се случува, да можат или да си основаат свој бизнис, да можат да ги покријат трошоците кои што понатаму ги имаат,
бидејќи голем дел од нив се соочиле со последици по нивното здравје, да ги покријат трошоците за здравствени прегледи, за лекарства кои што треба да ги примаат. Дел од овие лица и немаат семејства каде што понатаму би биле згрижени да си обезбедат средства за да можат да покријат трошоци за сместување, храна и така натаму.